Добро утро, господја Јовановска. Од ГАК во ГАК ќе се третираат само трудници со високоризична бременост. Останатите ќе се препраќаат во гинеколошката болница во Чаир. Ова се новитетите. Што друго и ново имате да им порачате на бремените жени во овој период и дали има можеби простор за паника, дали имаме доволно капацитет да ги изгрижиме овие жени, бидејќи сега се наоѓаат во овој чувствителен период? Добро утро на сите. Би ви кажала дека освен тоа што веќе ви го кажав и вие го кажавте дека кај нас ќе бидат третирани предвремени и комплицирани бременности, значи пациентки со заканувачко предвремено породување, значи предвремените породувања ќе бидат третирани на нашата клиника, исто така породувањата со висок ризик, сите останати ќе бидат препраќани во болницата во Чаир, во гинеколошката болница во Чаир. Некои новости, од секој час се менуваат ставовите, затоа доколку се преполнат капацитетите во Чаир ќе почне да се прима и кај нас, бидејќи имаме посебно изолирано оделение во кое што би ги прифаќале пациентките кои што се суспектни и кои што се позитивни за коронавирус, а останатите ќе бидат сместени на останатите капацитети во клиниката. Имаме месање на персоналот, имаме одвоено персонал кој што ќе работи со пациентите кои што се суспектни и докажани со инфекција од коронавирус, така да нема простор за паника кај трудниците, бидејќи во светски рамки имаме многу мал процент на заразени трудници и исто така немаме податок за некој лош исход на пациентки кои што биле во бременоста, иако се очекуваат да овие пациенти можеби би имали посериозни секвели, меѓутоа податоците и од Кина и од Италија кај голем број на пациентки дека немало никакви компликации, посериозни секвели. Токму тоа сакам да... и пациентките кои што се со нормална бременост, а се во активна фаза на породување, и нема време да бидат препрлени во клиниката во Чаир, значи породувањето ќе се одвива на нашата клиника. До овој момент само 2 тестирани бремени жени, 2 за среќа негативни, но што во случај некоја од бремените жени во овој период ако се зарази со корона, какви може да бидат последиците и дали се тоа може да има позитивен исход на крај? Секако, значи треба да бидат смирени трудниците, бидејќи ви кажав и повторувам дека нема податок за посериозни секвели кај трудниците. Така, матичните гинеколози добија насоки за тоа како да ги третираат? Матичните гинеколози за тоа како да ги препраќаат, како да ги информираат пациентките. Исто така тие можат по телефон да се информираат дали има потреба во овој период да дојдат на контрола или да останат дома во домашни услови, бидејќи избегнувањето на било каков физички контакт е најголема заштита за овие пациенти. Секако држење на растојание и со домашните на 1,5 метри до 2, носење на заштитни маски доколку излегуваат, така да нема простор за паника кај овој тип на пациенти. Доктор Јовановска, ви благодарам за ова вклучување. Моравме малку да ги охрабриме и бремените. Значи, секако треба да се охрабрат, меѓутоа не да излегуваат и не да се олабават во смисол на било каков физички контакт. Значи, секако најдобро е да останат незаразени во овој период. Апсолутно, доктор Јовановска, ви благодарам за ова вклучување. Ви благодарам и на вас. Убав ден на сите.